Дрвена софра под која поставувавме ражање во форма на крст и бадникова гранка. Вака граѓаните на Штип се сеќаваат на бадниковата трпеза од минатото. И додека од една страна новото и модерно време пружи нови можности, од друга страна за постарото време анкетираните едногласни дека е поавтентично во однос на празнувањето. Вела дека некогаш адетот бил поинаков, најпрво се крстеле, се подкадувале, па потоа сите седнували и чекале најстариот да го раскраши самото лепче. На софра. На софра? На софра. Сите ли си наседнат околе неа? Сите околе наседнати, додека не се најават, не станува никој, се е пренесено што треба. Ставаше се ражан. Како го направиш тај ражан? Како крст се направаше жито чукано од држ, разбираш и па се што имаш, сарма, се посно, риба. Под софра? Па некој става слама, некој урашчење таму за леко, кој ти зна, тоа е било дамна. Бадникова гранка? Да, тоа обавезно. Гранка, паличник имаше, смоква на него се ставаше, свеќе се запалеше, вино обавезно требаше да има, рекеичка, тие работи. Сокове немаше како сега газирни работи. А подкадуваше ли се во касите мјана? Обавезно со стемјано, обавезно. Почурете се? Почура се. Сите што се членови? Сите што се членови во фамилијата ти. Една бадник вечер ще собират сите фамилиарно. За бадни вечер. Дека да си, када да си пред Божик, зад Божик, дома да си. На софра, доле, на земја, на патосо, ке стават ражање, ке стават бадник, ке стават парите портофело оздоле, да биде бирикетна, да биде све, ораси, коштани, јабуки, све од страна на домасата. Свекичка запалили? Обавезно. Без свеќа не. Свеќа баднико горе, прво се прекрстеш, па седнеш, сите на трапезата околу наоколу, лепчето, паричката, у кој ќе се падне, се крше на секој се дава. Бадник оставиме да горе у шпорето, додека вечераме, додека се паричката кој ќе се падне, ја ставаме у чаша со вино, баднико се гасе, ражањето се трга, се носе на нивјето, се става да бидат берикетни бате. Е, така се држа. Некои да практикуват, некои не. Нема софри више. А иначе личи на софра, да. Личи. Па така било, сите поседнат околе софрата и кршат се, јаде. Најстариот Ова е постар од мене, он познае. правилно на софрата и се деле погачката се крше најпрво и после се поделена од најстариот па до најмалиот. На кој се падне паричката, дава се поклонче. Важно е тоа што и денеска ваквиот празник се почитува и од младите, иако малку на помодерен начин, велат анкетираните. Гледај, времењата си носат промени и не може се да биде исто. Битно е дека традицијата си е останата. Па модифицирана на некој начин, ама важно, традицијата е останата. Од и ние по тоа се познаваме, тоа е нашето културно наследство и за тоа. На ден пред бадник ритуално се обавувале подготовки за месење на обреден леп. Се користело брашно, кое тогаш се мелело од првиот страк на пченицата, кој што се нарекува Божија брада и се чувал врзан со црвени конци. Се одбирало домашно животно кое ќе биде жртвувано за Божик, како и опрема за сечачот на самиот бадник.